А сега е време за гости. Нашата Искра е во другиот агол од студиото и во месецот на жените, месецот март, имаме женски економски форум. Добро утро, драги дами, добро утро, Искра. Во ерата на жените. Ете, токму така. Да. Токму така. Официјално добре дојде еве вака ќе кажеме за Анита Механџиска, представник на Сдруженијето Јас сум жена, и за Фросина Трајковски. Драго ми е што денеска имаме женски теми и ќе поттикнеме многу жени да ви се приклучуваат, бидејќи знам дека ова е втор женски економски форум, но сигурно нема да застанеме тука, така? Но не и последен. Апсолутно. Повелете. Традиционален веќе од оваа Веќе година. да, така. Добро утро, мои убави дами, добро ни дојдовте. Да, токму тоа е наша денешна тема, женскиот економски форум, но прво да видиме кои сме, што сме. Малку да се позапознаеме со вашите здруженија. Ајде, Анета, ќе почнеме од вашето здружение Јас сум жена. Јас сум една од основачките на Сдруженијето. Нашето здружение е за мрежување на успешни жени, едуцирање и истражување. Самите наслови кажуваат дека ние работиме со организирање на настани, обуки, работилници, кои ги држат успешни и реализирани жени во Македонија и надвор, да, од Македонија. Живееме во ера која, како и што спомнавте, во подеме жената, така да веќе нема во општеството професија каде мажот и жената не можат да постигнат исти цели. Тоа е една од она за кое што вие гласно говорите, но ме интересира дали мажите го знаат тоа. Ние знаеме дека нема веќе машки и женски професии, тие колку мислам дека дали ги едуцирате и нив. Анита, она што колку што гледам инсистирате на тоа дека вашето здружение не е феминистичко. Зошто гласно го потенцирате тоа? Дали така ве доживуваат? И кој ве доживува така? Кога ќе чујат нели самиот наслов Јас сум жена, така, особено од машката популација, секогаш првиот дојам им е поради насловот феминизам. Еве го, ова е феминистичко здружение. И ви фрлата на тема некоја. Напротив, ние онака сме баш отворени за жените да им помогнеме да се едуцираат. Она што го имаат во нив, вештините, подобро да ги искористат и да можат да го најдат своето место во светот. Да не е веќе машки свет, нели? Да може секоја жена да биде и успешна и реализирана. Што ме успешна и реализирана, она е задоволна самата со себе си, нели све е многу подобро. Дури животот ќе му е полезен на маж. Рековте имате членки и во и вон Македонија. За колка број станува збор? Ние конкретно као членство немаме членови, него имаме многу кои се заинтересирани и соработката е многу голема. Искрено, кога од пред 2 години, значи оваа година ќе има трета женска лидерска конференција, која беше првата, заинтересираноста и на позитивната енергија, успешноста на самата конференција, благодарение на социјалните мрежи, веб страната, заинтересираноста стана толку голема што жените сами приоѓаат и кажуваат дека нели сакаат да успеат таму или таму, да научат нешто ново. Треба некој критериум, нешто да исполнува, бидејќи спомнавте успешна жена, што точно се подразбира под успешна жена? Обично успешните жени ги бараме тие што се нели на ниво на општеството успешни, за да можат да го пренесат своето знаење. Затоа што имаме соработка и подпишавме меморандуми со Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Факултетот за туризам, бизнес, логистика, со деканката Тања Бошков, која ќе е една од панелистките. Така да тие како успешни жени на младите, на студентите, на жените кои доправа се пронаоѓаат, можат без проблем нели да им посочат по кој пат да тргнат. Од успешните жени може да го чујат искуството, како стигнале, бидејќи верувајте во време кога они нели да не мора толку сами тежок да го одат тој пат, да се научат малку и на туѓите грешки и препреки што ги имале, може да дојдат до нели едно ниво кое ќе се сами задоволни. Колку што разбрав, значи не сте затворен круг, напротив сте отворени за соработка, меѓу другото сте отворени за соработка, така ја започнавте и вашата со здруженијето од каде што доаѓа Фросина. Ајде, Фросина, малку за вашето здружение. Вака, јас сум Кога велам ваше, не мислам ваше лично, туку на кое што вие го представувате. Така, Global Shapersons на вистина голема организација. Јас сум членка веќе неколку години. Конкретно сум представник на хабот од Скопје, но Global Shapers е глобална организација
организација и е достапна во повеќе држави. Имаме над 150 држави во кои што сме достапни и исто така имаме над 500 хабови. Тоа е навистина многу и е голема можност за сите млади луѓе кои што се членови на организацијата да придонесат кон унапредување на некои глобални прашања и тоа е целта зашто сите се зачленуваат во организацијата. Само да потпрашам, Фросина, значи ти помагаат за решавање на некои глобални прашања, а што бенефит има тие од тоа? Што за нив значи тоа за самите Главната членови? цел на организацијата е креирање на проактивни млади, кои што, например, доколку ние имаме некој општествен проблем кој што не засега, преку нашата организација можеме веднаш да делуваме. И секогаш имаме најразлични соработки, како што во моментов имаме со Јас сум жена. И едно од прашањата кои што сакаме да ги решиме е подобрување на финансиската писменост во државата. Така всушност и соработуваме со Јас сум жена, дојдовме до соработката преку настанот Женски економски форум. Уште едно подпрашање, бидејќи многу ми се биде интересно ова што работите, ме интересира проблемите со кои што се соочуваат нашите млади. Колку се слични или различни од проблемите со кои што се соочуваат во другите 150 земји, да речеме. Да, тоа е многу интересно затоа што ние имаме нели хабови низ целиот свет, различни континенти, а сепак се слични проблеми. Например, ние имаме неколку проекти кои што моментално не се активни, еден од нив е финансиска писменост, медиумска писменост, што е сега исто доста глобална тема да кажам, затоа што сите сме на социјални медиуми, треба да знаеме како да ги прифатиме информациите што ги добиваме, животна средина, невработеност кај млади, унапредување на вештини, така што слични се сите работи за кои што се бориме. Ајде сега, како и зошто се споивте вие, односно вашите здруженија? Се пронајдовме ние како женска нели организација, бидејќи сакаме да помогнеме, гледајќи дека младите се доста активни, заинтересирани. Преку социјалните мрежи се најдовме и нели од лани претходната година економскиот форум започнавме, успешна беше соработката. Енергиите ни се споја. Така да соработката беше многу добра. Можам да се согласам исто и јас. Значи, лани започнавме ние со соработката на првиот Женски економски форум. Како течеше тој првиот? Како изгледаше пред да преминеме на вториот? Да. Ајде сега вака лани можам да кажам дека сме презадоволни гледна од форумот, дури ги надмина нашите очекувања, со тоа што имавме над 100 учесници. Можам да открием дека годинава ќе имаме уште повеќе учесници. Соработката течеше навистина непречено. Некако веднаш ни се спои енергиите и веднаш знаевме дека соработката ќе изгледа одлично, со тоа што ние делевме истата цел и мисија, а тоа беше да ја унапредиме финансиската писменост кај нас. Лани можам да кажам дека започнавме со основите на финансиска писменост, значи имавме повеќе како да направиш личен финансиски план, ние како Global Shapers државме и работилница за тоа, а годинава веќе сакаме да идеме на понапредно ниво на финансиска писменост и да учиме и повеќе за инвестирање, за штедење, за мали бизниси. Кога велите финансиска писменост, дали тука има место во вашиот форум, дали станува збор само за финанси, крупни финанси, или пак тука станува управување, да речеме, со домашниот буџет и за оние кои што така кубурат, мака мача, да речеме, со просечни па и подпросечни примања. Ланскиот форум ни беше баш за тоа, домашниот буџет, како да се организира. Од таму да се започнеме, нели? Да. Особено, нели, жената како домаќинка, столбот во домот, да може да научи како да ги распоредува работите. Па дури да заштеди нешто ако успее. Да, во денешно време. Во денешно време кај нас тешко, да. Така да, бидејќи веќе дојдовме до едно ниво, нели, затоа одлучивме оваа година да одиме малце повисоко, да почнеме со помагање на фриленсери, стартапи, така да затоа и Кенија, нели, форумот. Вие сте Анета правничка, Фросина, вие сте економистка. Ме интересира како реагираат во другите земји со кои што вие, нели, имате, сте дел од таа асоциација, да речеме.
кога зборувате за финансиска писменост, кога ќе им кажете колка ви се нашите примања? Па искрено тоа да кажам како тема за младите луѓе е многу интересна затоа што како што кажав има различни континенти со кои што соработуваме, па дури има и континенти каде што примањата се навистина ниски. Уште по-ниски нашите, да. Да. Така што тоа е еден од предизвиците. Така што се тешите вие со тоа. Да, еден од предизвиците кои што сакаме исто така да ги надминеме. Има многу проекти што се поврзани со поголема вработливост на млади лица, како и зголемување на примањата, затоа што секогаш најтежок е почетокот. Ајде да преминеме сега на главното, а тоа е овој форум сега што следува. Од каде започнеме? Ајде да речеме кога започнува и колку ќе трае. Така. Денеска, да апелираме и денеска до полноќ е последниот ден или за регистрација. Денеска 21 март. А иначе се одржува на 23 и 24, значи викендов сега што следува, ќе е онлайн на платформата Zoom од 17 до 20, така да едно пристојно време, нели секоја жена што може и секој заинтересиран или да одвои доколку сака да научи нешто ново. Што значи нема овде седишта, не е ограничен бројот, но сепак мора до 12 часот да се регистрираат. Да. Оваа година, како што кажа Фроси, 3 пати ни е поголем бројот, стварно имаме многу заинтересирани и затоа бидејќи сакавме на младата публика особено најмногу да прошириме, затоа ни беше меморандумот за соработка со факултетот. Па прво да ги разбудиме, се надевам дека се будни за да ве слушнат во овој момент. Ќе погледнат репризата. Така може да. Еве да речеме оние кои што не слушале за овој форум, зошто да се пријава, зошто да го следат? Овој пат ќе збориме за штедење, инвестиции и како може да започнат малите нови бизниси. Како да им се помогне на фриленсерите и стартапи. Особено во оваа нова бизнис ера, дигитална ера која се развива. Така да првиот ден на 23 ќе разговараме за финансирање на мали, средни предпријатија, фриленсери и стартапи. Панел дискусиите ќе се околу тоа, пота главната говорничка ќе се осврне повеќе на новата дигитална ера. Исто така ќе имаме и работилница која ќе како да се организира како помош за предприемништво. Така да со тоа ќе имаме и наградна игра. Наградната игра добиваат семинар, ваучер за семинар, исто така за организирање, започнување на мал бизнис и планер Мои финанси, кој ни го дават исто од Мои финанси. Вториот ден на 24 ќе е штедење и инвестирање. Ќе имаме и искуство, ќе ни кажува гостинка, главната говорничка ни од Хрватска, ќе ни направи една споредба Хрватска и Македонија, штедење и инвестирање. Работилницата исто така е поврзана околу штедење и инвестирање и ризиците од инвестирањето. Исто така следува наградна игра. Наградната игра овој пат ќе содржи на 6 ќе награда за ваучер за семинар кој ќе содржи на 6.4 за основање на лични финанси, како да се почнат тие основни финанси. Колку ме интересира каков ќе е јазикот на кој јазик се зборува, туку колку ќе е тоа разбирливо за секој ден, што на пример јас сум финансиски неписмена, морам да ви кажам, јас од све само наградна игра разбрав ова што кажете. Вие како економист, друго кога разговарате со други економисти си се разбирате. Колку е тоа ќе биде ова разбирливо за секоја една што ќе учествува, што ќе следи? Тука сакам да се надоврзам прво дека лани нели истиот форум го имавме и сега ги слушавме барањата на ланските учесници за годинава како да не изгледа програмата. Затоа што годинава сепак сакавме да биде малку понапредно ниво. Програмата првично започнува со панел дискусии, каде што е повеќе разговорен стил, каде што панелистите одговараат на одредени прашања. Следниот дел е предавање, каде што е малку по стручно со еден говорник кој што убаво теоретски објаснува се поврзано со финансиите, а крајниот дел е работилница. Работилницата е баш
нешто добро и за оние што се почетници, да можат лесно да ја разберат и целта е таму практично веќе да се Тогаш веќе запознаат се совладува материјалот, не е само сувопарно предавање, значи, да. Ете така, значи затоа и направена работилницата да биде така понеформална, за да може секој да ја разбере. И што значи секој може да си поставува прашања се додека не му се разјасни. Така, и во текот на целата конференција ќе има прашања и одговори, после секој предавање си ги запишуваат прашањата, имаме дискусија со панелистите за сите прашања што ги поставиле учесниците, така што верувам дека ќе биде доста корисно за сите. Да, и освен што станува збор, рековте, финансиски ги описменувате, така, ќе зборувате и малку и пошироко за финансиската култура. Каква не е нашата финансиска култура? За жал, пауза. Толку реклами ќе бараме. За жал, многу е ниска. Да, многу е ниска. Дури и во училиштата треба да има еден почетен или степен да ги запознаат децата, за да може нели понатаму и полесно да се снаоѓаат во животот. Така финанската писменост е на многу ниско ниво, само веќе одраз има врз општеството. Младината не може да се снајде и понатаму нели продолжуваат проблемите. Затоа гледаме ние нели да помогнеме со финансиската писменост, колку можеме баш тие основи, темели да ги дадеме, за да може полесно да се снаоѓаат младите. Многу ви благодарам. Посакувам многу успех, многу следбеници, па се гледаме на третата ваша конференција. Благодарам и вам. Суза, што ни следува сега? Благодарам, да, многу што поттикнавте Имаш на многу ваква прашања, тема. претпоставувам, ама Би после имала одговори. кога би ми дозволило времето, особено околу ова последново, околу Може финансиската. све да гледате на нашата веб страна, дури предходната година, така да за личните финансии може секој да види нели она основа. А не тука да ми бараш пари секој ден. Него ти ме замисли со наградните игри, ама јас и ти после за тоа. Ти викаш само таму. Да, благодарност голема.